Како гледате на тоа што Никола Груевски се уште се однесува како да е премиер на Република Македонија? Тоа покажува дека Груевски веќе одамна мисли дека тој е државата, односно дека државата е самиот тој. Меѓутоа, мислам дека тој имидж кој што сака да го создава, повеќе му треба да се заштити од тоа што највеќе му е страв. А тоа е независна истрага за сето она што го покажа проектот Вистината за Македонија или бомбите. Факт е дека него му треба постојано да ја игра улогата на премиер, само за да ги спречи сите можни независни институции да ја истражуваат неговата улога во сите криминали и корупции кои што бомбите ги покажа. Лидерот на ВМРО ДПМН вчера излезе со многу остри ставови кон Ван Хауте и кон Кати Цанева, пошто нели Кати Цанева побара засилено обезбедување. Што мислите за тоа? Нормално е дека човекот кој со две раце влегол во сите можни криминали во Македонија, по секоја цена ќе се труди да ги уништи сите шанси за несависна истрага. Груевски е научен да живее и да владее во држава во која обвинителите се бираат од тефтерчето на Гордана, во која судиите се сведуваат на Сваровски судии и во кој што сите играат по неговите ноти. Било каква шанса, домашна или во странство, за вистинска истрага, ќе покаже дека Никола Груевски е човекот кој што ги создаде најголемиот криминал, најголемите злоупотреби и најголемата корупција во Република Македонија. И затоа не очекувајте тој кој што го прави криминалот да бара истрага за криминалот. Тој ќе ги фрла сите дрвја и камења против секој кој што ќе сака да ја види правдата вратена во Македонија. Има ли Државната изборна комисија капацитет да го прочисти избирачкиот список? Прашањето не е дали Државната изборна комисија има капацитет или не. Прашањето е зошто двете владеачки партии, ВМРО, ДПМН и ДУИ, од јули месец минатата година до денеска го влечеа процесот на преговори само за да избирачкиот список остана непрочистен. Да подсетам, согласно договорот, нова Државна изборна комисија требаше да добиеме јули месец минатата година. Нови медиумски правила требаше да бидат договорени на крајот на август месец минатата година. Новите ингеренции на ДИК требаше да бидат усвоени на крајот на септември. Ќе видите дека за најголемите обврски во Македонија се случи доцнење од 5, 6 и 7 месеци. Единствената причина за тоа доцнење беше одлуката на ВМРО, ДПМН и ДУИ да ги влечат преговорите за да ништо не се договори. И на сите ни е јасно зошто е тоа така. Луѓето кои краделе за време на избори, луѓето кои печателе лични карти лажни за време на избори, луѓето кои ги уценувале фирмите, ги казнувале службениците за време на избори, тие сакаат повторно да ловат во матно. Само на ВМРО, ДПМН па и на ДУИ им одговара непрочистен избирачки список. Затоа што мртвите нема да можат да гласаат, затоа што фантомските згради ќе бидат најдени и санкционирани и заради тоа што нема да дозволиме Македонија да стане пустец. Затоа се влечеа овие преговори. Затоа се одоговлечуваше прочистувањето. Значи не е прашањето на тоа дали ДИК има или нема капацитети. Проблемот беше што ВМРО, ДПМН ги пропушти сите рокови за да било која институција може навреме да ја спроведе теренската проверка на сите избирачи. Фактот дека неќат да го решат проблемот со медиумскиот мрак во Македонија, фактот дека не сакаат да го прочистат избирачкиот список, покажува јасно и гласно дека ВМРО, ДПМН сака и овој пат да организира криминални избори. Од единствена шанса тие да победуваат е ако се краде и ако се лаже на изборите. Денеска има нели нови преговори со Ван Хауте. Дали сметате дека се ближи исходот од тие преговори? Како велат ВМРО, ДПМН и се е можно. Тешко е да се прогнозира и јас не сакам да ја земам таа неблагородна позиција. Факт е дека овие преговори или ќе бидат суштински и ќе не донесат до фери демократски избори, или ќе се распаднат. Трета опција не постои. Уште еднаш учество на опозицијата во сценарио ајде власта да глуми фер избори, нема да прифатиме. И заради тоа нашиот приоритет е јасен. Не сакаме ништо повеќе и ништо помалку од фер надпревар. Тоа значи избирачки список кој ќе биде проверен и тоа значи медиумски правила кои што ќе дадат еднаква шанса на сите.
Медиуми кои што ќе значат дека граѓаните ја носат својата одлука врз база на податоци, врз база на факти, врз база на еднаков пристап на сите во медиумите. Ако ВМРО, ДПМН и ДУИ мислат дека народот ги сака, тие 10 пати досега ќе го исчистеа избирачкиот список и ќе обезбедеа слободни медиуми во Македонија. Фактот дека бегаат и од едното и од другото покажува дека само на криминални избори сакаат да учествуваат. Во време кога се преговара за медиумите, Вести утрински добија нови уредници. Што мислите за тоа? Тоа е прашање за кое што подобра реакција имаат и има новинарите, Сдруженијата на новинари, и тие го кажаа тоа што цела Македонија го мисли. А тоа е дека ако зависи од ВМРО ДПМН, тие би биле газди на се, и ако зависи од ВМРО ДПМН, тие би ги уредували и нашите мисли, а не само медиумите. Тоа покажува дека Македонија, ако продолжи ова статус-кво, ако продолжи вака да се води политиката, само уште повеќе ќе тоне на сите листи на медиумски слободи. Денеска во овој момент, после 10 години владење на ВМРО ДПМН, Македонија на листата на медиумски слободи се наоѓа помеѓу Таџикистан и Мали. Ке се согласиме сите дека тоа не е место кое што и го посакуваме или го заслужува нашава Македонија. И затоа час поскоро мора да се менува медиумската клима. Час поскоро медиумите мора да ја вратат својата слобода и својата моќ. Во оваа држава многу избори зависеа и од тоа не само како се однесуваат политичарите, туку како се однесуваат и медиумите. И секој пат кога даваа еднаква шанса на политичките партии, одлуката на вистина ја носеа граѓаните. Денеска Никола Груевски сака да биде не само газдата во Македонија, туку и главниот и одговорен уредник на сите македонски медиуми. Тоа мора да прекине.